Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Денес пред нас пратениците е предлог одлуката за пренамена на средства помеѓу буџетските корисници или на централната власт или фондовите. Една добра, паметна, но и практична одлука на владата на Република Македонија и премиерот Зоран Заев. Со ваквата пренамена на овие средства ќе се искористат средствата кои што не може да бидат употребени до крајот на годината, не може да се реализираат од разни причини и ќе се пренаменат во ставки кои што се попрактични или поприменливи, посебно во делот на културата, здравството и образованието. Го слушнавме и излагањето на министерот Тердовски и јас ќе кажам дека пратениците од владеачкото парламентарно мнозинство во целост ја поддржат ваквата одлука, затоа што ќе имаме практична примена, ќе ги ослободиме дел од министерствата со преголемиот товар на обврски кои што не можеле или не може да ги исполнат до крајот на годината, сега ќе добијат дополнителни средства, ќе ги намена средствата кон добавувачите или комитентите, односно ќе се насочат парите во економскиот сектор, ќе се намалат можностите да се плаќаат дополнителни камати, затезни камати, извршни решенија и така натаму и така натаму. 1 милиарда и 600 милиони денари е предлогот да се пренаменат или 26 милиони евра и со овие средства ќе се употребат заради проекти кои што се отпочнати уште од минатото, од претходната власт, спомена министерот, филхармонијата, театарот во Тетово, албанскиот театар, обврските во Министерството за внатрешни работи и така натаму и така натаму. Меѓутоа овде од страна на говорниците кои што доаѓаат од опозицијската ВМРО-ДПМН беа изнесени податоци зошто ваквата намена не беше направена со ребалансот на буџетот. И морам да ја потсетам јавноста дека ребалансот на буџетот беше направен само месец и половина после превземањето на власта или формирањето на владата, која што впрочем беше формирана на 31 мај, а ребалансот беше средината на јули месец. Само за месец и половина министерството, владата заедно со министерствата успеа со надчовечки напори колку толку да обезбеди состојба во која што можевме да направиме пренамена на средства на буџет кој што претходно го креираше тогашната власт на ВМРО-ДПМН, буџет кој во првите 5 месеци го користеше или го менаџираше претходната власт на ВМРО-ДПМН и тоа што можеше да направи Министерството за финансии заедно со сите останати министерства е да се утврдат обврските долговите од претходно, кои што тогаш заклучно со 31 мај изнесуваат 365 милиони евра, да се скратат непродуктивните трошоци за кои што апелиравме и алармиравме наназад со години кога се носеа буџетите на Република Македонија и наменски да се насочат тие средства кон исполнување на врските кои што ќе значат подобро за сите нас. Истото се прави и сега. Ова не е прв пат да се направат пренамена на вакви средства. Во 2007 година, година која што не беше кризна година, година во која што немавме избори, имаше 2 ребаланси на буџетот и една ваква пренамена на средства. Значи, тоа е веќе пракса и ова е уште еднаш можам да кажам паметен и практичен предлог на владата на Република Македонија и премиерот Заев. Имаме средства кои што се публикуваат од Министерството за земјоделие. 300 милиони денари или 5 милиони евра. Меѓутоа тие средства не се кратат субвенциите. Тие се средства кои што од практични примени, од тоа што претходната власт не можела да ги исполни условите на проекти и на дозволи за градење на одредени структури или инсталации кои што се дел од Министерството за земјоделие. Имаме средства кои што се пренаменувати од Министерството за одбрана. Средства кои што беа наменети за реконструкција или ревитализација на хеликоптерите, на обука за пилотите, не превземајки при тоа во предвид претходната власт дека дали тоа може или не може да се заврши во ова година. И сега тие средства да не останат неискористени, ги пренаменуваме во здравството, во образованието, во труд и социјала и така натаму и така натаму.
Имаме средства и во Министерството за образование, кои што се пренасочуваат. Средства кои што се за изградба на факултетите Финки и факултетот за физичко воспитување. Значи, тие факултети не можат да се доизградат или не можат да се исплатат тие средства заради тоа што немаме конкретни и технички ситуации да се исплатат парите кон изведувачите. Меѓутоа имаме обврска да се исплатат преводи на книги кои што се веќе готови, завршени, фактурирани, не биле предвидени доволни средства и сега ако тие фактури не бидат платени, следуваат тужби, следуваат камати, следуваат извршни решенија. Исто така 15 милиони денари во Министерството за образование беа резервирани за некоја лабораторија уште времето на која министер беше Тодоров, меѓутоа за тој проект државата е веќе на суд и тие средства сега не можат да останат или да се искористат, ќе се обезбедат во наредната година. Значи имаме уште повеќе примери, не сакам да оптоварувам јавноста со овие бројки, меѓутоа морам на крајот да истакнам дека со овој предлог, повторно ќе кажам, практичен и применлив, сакаме да возможиме комодитет на дел од министерствата кои што немаа средства или не беа доволно обезбедени, да им овозможиме да ги завршат своите обврски, да ги реализираат спрема доуговачите и секако дека ќе се има сметка и ќе се има во предвид, која ќе се носи буџетот за 2018 година, да биде колку што може по-реален и по-практичен, за да не се доведуваме во вакви ситуации. Ви благодарам.